Јас сум избран пратеник од страна на граѓаните на Република Македонија и моето место е во Собранието на Република Македонија. А лажните информации што кружат дека сум се вратил за да се средам, не знам, со председателот на Собранието или со некој друг, тоа се лажни информации и јас би сакал да ги замолам сите медиуми пред да соопштат такви вести, да се обратат кај мене и да се обратат и до нашите подпароли за да утврдат информација, не да шират дезинформација. Ако вашето прашање намера да ви беше зошто гласавме за дневниот ред, иако имавме предлог за промена на дневен ред, за да на прва точка излезе законот за употреба на јазиците, ние пак гласавме за дневниот ред, бидејќи мислиме дека ова точка на дневниот ред го има законот за употреба на јазиците, ова точка на дневниот ред го има законот за амнестија и други закони кои јас реков во моето обраќање како на албански јазик, дека ќе ги поддржуваме сите закони кои се за добро на граѓаните на Република Македонија и ќе продолжиме да се однесуваме така, без разлика дали имаме или немаме министри во владата, бидејќи тоа беше и делот на моето обраќање на албански јазик, ќе бидеме дел од владата се додека не се гласа законот за употреба на јазиците. Се надевам дека тој закон денеска, не знам сега кој му е планот на председателот на Собранието, кога ќе дојде за да се гласа, јас се надевам денеска да се гласа тој закон и од тој момент Алијансата за албанците престанува да биде дел од ова владење која имат добиено надимак реформска влада, него од ден на ден се уверуваме ние, па и сите граѓани, дека постанува машина за перење на гревовите, на криминалите и на корумпираните политичари кои се дел од власт. Поред. Ајде. Јас за тоа веќе сум се изјаснил и со задоволство. Тоа е вице-премиерско место за реформи, за кој јас велам за носење бурек, го давам, го повторувам уште еднаш, го давам на Али Амети и на Дуј. Нема што да коментирам, освен делот дека повеќе јасно дека веќе не се работи и премиерот лаже, кога вели дека се работи само за пополнување на нови места, испразнети места во владата, него се работи за реконструирање на власта. И премиерот докажа денеска дека не стои до договорот кој е постигнат кога се формираше влада. И мислам лично што би коментирал за новиот министер е предлог на премиерот, негово право е да си предложи министер. Се надевам дека целта за толку што инсистира за да го земат ова место не е веќе, ако сигурно сте информирани дека владата на почетокот имаше друг став во врска со градење на нов клинички центар, која е инвестиција од околу 150 милиони евра. Во почетокот ставот беше дека нема да се изгради овој клинички центар, па после се промени ова одлука и веќе со буџетот и се предвидени тие средства и овој клинички центар ќе се изгради, па се надевам дека изборот на новиот министер ќе му служи за вистински реформи
на граѓаните во здравството, кој им е многу потребно, а не се скрие за цела ова, нели, вештачко креирана криза, не се крие целта за да прават бизнис СДСМ и ДУИ во врска со овој нов клинички центар што ќе се изгради. Затоа обратете се до кај премиерот и до кај министерот за